Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов денеска му го врачи мандатот за состав на влада на Зоран Заев. Според Иванов, пречките за доделување мандат за состав на влада на Република Македонија се отстранити, односно биле обезбедени гаранциите што ги бараше шефот на државата за зачувување на унитарноста на државата и почитување на Уставот на Република Македонија. Тешко дека до крајот на неделава Талат Џафери ќе закаже собраниска седница за измени на изборниот законник, иако партиите постигнаа договор локалните избори да се одржат на 15 октомври и од вчера градоначалниците и советниците останаа без мандати и се заканува целосна блокада на локалната самоуправа, пишува весникот Дневник. Повикувајќи се на собраниски избори, весникот додава дека седници ќе нема се додека парламентарните партии не достават до Џафери предлози за членови на собраниските комисии. Од друга страна, ситуацијата дополнително се комплицира, бидејќи Џафери треба да најде решение како да ја продолжи конститутивната седница, која на 27 април ја затвори председавачот Трајко Велјановски, за да се избере комисија за избори и именувања, која е клучна за избор на другите собраниски комисии. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија ја поднесе представката пред Уставниот суд за оценка на законитоста на изборот на Талат Џафери за председател на собранието. Богдан Илиевски од за заедничка Македонија истакна дека секој мора да ги почитува процедурите во оваа држава, дека не може мнозинството во собранието да прави што сака. Уставниот суд на денешната седница пак донесе конечна одлука за укинување на оспорените одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупцијата, со што треба да се овозможи исплата на земјоделските субвенции. Одлуката на судот ќе важи од денот на објавувањето во Службен весник. Со резолуција што со мнозинство гласови денеска беше усвоена на пленарната седница на Европскиот парламент во Страсбург, европратениците побараа покренување на процедура за санкционирање на Унгарија поради јасен ризик од сериозно прекршување на европските вредности. МИА од Страсбург пренесува дека резолуцијата се повикува на покренување на членот 7 од договорот на Европската унија, кој предвидува дури и одземање на правото на глас на Унгарија во Европскиот совет. Сепак за овој член да се активира мора да мине низ долги процедури и гласања за да биде поддржан од сите земји членки на Унијата, а потоа тоа со двотретинско мнозинство ќе треба да го потврди повторно Европскиот парламент.